Почитувани сограѓани, поминаа 3 години од моето работење како градоначалник на општина Свети Николе. Изминатиот период имавме многу предизвици како локална самоуправа и сработивме многу проекти во интерес на подобрување на квалитетот на живење на сите граѓани. Би сакал во натамошното мое излагање да ви ги представам сите реализирани проекти на оваа локална власт, како и главните проекти кои ги планираме за наредната година. Во делот на инфраструктура и покрај ситуацијата со COVID-19, оваа година реализиравме низа проекти. После 50 години целосно го реконструиравме патниот правец од село Пеширово до село Ерџелија. Асфалтиравме сосема нови улици во должина од 1 км во село Црнилиште. Во завршна фаза е изградба на пешачка и велосипедска патека од Свети Николе до Била Зора, со поставување на канделабри и места за починка. Извршивме партерно уредување пред градска библиотека на просторот пред пошта и го поплочивме малиот плоштад. Уредивме неколку километри тротоари и пешачки стази на повеќе локации во градот. Дадовме нови и зелени површини во центарот на градот. Поставивме 11 летниковци пред колективните згради во градот. Усвоивме идејно решение за изградба на градски затворен базен. Донесовме генерален урбанистички план за Свети Николе, што во наредниот период ни ги отвара вратите за изработка на детални урбанистички планови во градот и можност за инвестирање во семејни и колективни згради, хотели, ресторани, детски градинки и слично. Освен овие, во претходниот период ги реализиравме и другите инфраструктурни проекти. Изградивме современ паркинг по простор кај градските гробишта. Извршивме реконструкција на паркинг просторот за такси возачите. Извршивме реконструкција на улици со поставување на асфалт на повеќе локации во градот. Поставивме гребен асфалт и тампон на улици во скоро сите рурални населби. Поставивме конструкција на отворениот дел на градскиот пазар и поставивме нови тезги со што овозможивме пристојни услови за продавачите на земјоделски производи, купувачите, нашите сограѓани. Извршивме реконструкција на фонтаната во градскиот парк и истата стана вистински символ на нашиот град. Од комуналната сфера реализиравме капитални проекти, како ревитализација на станицата за прочистување на отпадни води во градот. После 12 години истата ја пуштивме во употреба. Од истата локација дислоциравме 2500 метри кубни комунален отпад и од депонија, местото кај прочистителната станица го доведовме во место како што доликува за една станица за прочистување на отпадни води. Поставивме нова канализациона мрежа во должина од 2 км од фабриката Лион до градот. Моментално се реализира проектот за поставување на цевковод до село Горобинци во должина од 5 км од местото викано Дивљак, со што трајно го решаваме проблемот со водата за пиење на граѓаните од село Горобинци. Реализираме уште еден капитален проект – реконструкција на водоснабдителниот систем Дивљак и тоа со сопствени парични средства. Во тек е реализација на уште еден проект – комплетна замена на водоснабдителниот систем во населба Белкамен и замена на азбестните цевки. Реализиран е проектот за поставување на атмосферска канализација на улица Кикевачка. Поставивме и нова канализациона мрежа на место викано Кнежевски пат. Во тек се градежни работи за реконструкција на старата фекална канализација на улица Васка Циклева, поставување на канализациона мрежа во место викано Рудина. Исто така, поставивме и нова фекална канализација во новата населба во место викано Лозов Расадник на улиците 1, 2, 3, 4 и 5. Извршиме замена на водомерите во село Горобинци и поставивме нови смарт водомери во целото село. Се грижиме и за заштита на животната средина. Целосно го очистивме речното корито на река Мавровица кај место викано Отпад и кај детската градинка Клон 2.
Поставивме контейнери за складирање на комунален отпад во руралните населби. Исто така, изработивме комплетна техничка документација за фекална канализација во неколку села – Мустафино, Пеширово, Кнежи и Сопот. И истите се поднесени во Министерството за животна средина со цел за нивна реализација. Во тек е изработка на техничка документација за уште 3 села – Кадрифаково, Преод и Трстеник. Набавивме нови машини, ровокопач, косилка за трева, вибронабивач и друга опрема за потребите на јавното комунално предпријатие Комуналец. За прв пат воведовме јавен превоз од селата до градот и обратно и поставивме автобуски стојалишта во сите села офатени со јавниот превоз. Ги одделивме командите за улично осветлување од трафостаниците на Евана, со што ја намаливме потрошувачката на електрична енергија за улично осветлување. Со оваквиот потфат први сме во државата. Се стремиме кон подобрување на условите во училиштата во поглед на инфраструктурата, енергетската ефикасност, опремување, унапредување на наставата и следење на европските трендови на образованието. Оваа година, како никогаш досега, исправени сме пред предизвикот образовниот процес да го реализираме во сосема нови услови за работа од новонастанатата ситуација со COVID-19. Но и покрај тоа, реализиравме низа капитални проекти со цел подобрување на условите на учениците и наставниците. Така, во училиштето Кирил и Методи ги реконструиравме санитарните јазли и поставивме енергетска ефикасна фасада. Извршена е замена на дотрените прозори и подлага во училишната спортска сала. Го заменивме стаклениот зид во холот на училиштето. Воведовме целодневен престој за ученици. Во основното училиште Гоце Делчев реконструиравме дел од електричната инсталација и извршиме санација на училниците. Поставивме нова ограда во училишниот двор. И реконструиравме санитарните јазли и набавивме нова опрема за следење на наставата. Во основното училиште Даме Груев во село Ерџелие извршиме поставување на енергетска ефикасна фасада, извршена е целосна реконструкција на електричната инсталација во основното училиште Даме Груев во Ерџелие. Поставивме нов еколошки систем на грејење, парно на палети, во подрачните училишта во село Музибегово и село Кадрифаково. Во средното општинско училиште Кочоараци извршена е реконструкција на санитарните јазли. Набавена е земјоделска механизација за потребите на училиштето. Ја обновуваме училишната економија и градиме фарми во склоп на земјоделската насока во училиштето. Ги подобруваме условите во ученичкиот дом преку санација на собите и поставување на нова опрема. Исто така, извршено е партерно уредување во училишните дворови во сите училишта на територијата на општина Свети Николе. Општина Свети Николе води посебна грижа за нашите најуспешни ученици и ментори кои ги подготвуваат преку целата учебна година. Затоа, за прв пат од 2019 година во општина Свети Николе се донесе правилник за наградување на ученици кои освоиле награди на државно и меѓународно ниво. А од оваа година се наградени и нивните ментори кои со своите ученици освоиле награди на државно и меѓународно ниво. Во делот на културата организиравме низа настани. Голем дел од предвидените активности оваа година изостанаа за реализација. Фестивалот White Freedom фестивал, детскиот фестивал Звездички, како и традиционалниот фестивал на изворен фолклор Тодорица. Сепак, успеавме да ја организираме Ѓуришката ликовна колонија со учество на 13 ликовни уметници од нашата држава. Во наредниот период, согласно протоколите, ќе овозможиме проекција на филмови, театарски представи, како и саем на книги. Што се однесува на полето на културата, мораме да ја споменеме и капиталната инвестиција која е во тек на реализација. Поставување на систем на грејење и ладење во големата сала на Домот на културата Крстен Мисирков и помошните простории во неја, со што до декември оваа година ќе
ќе овозможиме пристојно место за одржување на сите културни манифестации низ цела година без разлика на временските услови. Од областа на спортот, како локална самоуправа, ги поддржуваме сите спортски клубови и здруженија. Организираните турнири во фудбал во градот и руралните населби, баскет турнирот 3x3 на градскиот плоштад, поради ситуацијата со коронавирусот, оваа година изостанаа. Успеавме да го реализираме единствено зимскиот турнир во мал фудбал. Во тек е постапка за реконструкција на трибините на градскиот стадион, а по донесување урбанистичкиот план за тој потек се предвидува изградба на куќа на спортот и сооблекувални за фудбалскиот клуб Овчеполе. Инвестираме во соодветен простор во Домот на културата за отварање на младински културен центар во соработка со изведничкиот одред Гоце Делчев од Свети Николе. Што се однесува до социјалната заштита, извршена е реконструкција на кровната конструкција и замена на столаријата од детската градинка Рахелка Гонева, клон 2. Извршивме потполна замена на водоводната мрежа во детската градинка клон 1 и поставување на противпожарна инсталација. Се работи на инсталирање на топлински пумпи во детската градинка и менување на системот на грејење и ладење на објектот. За прв пат во Свети Николе од минатата година доделуваме финансиски средства за самохрани родители со ниски примања. Доделуваме прехранбени пакети за социјално загрозените семејства. За време на пандемијата со COVID-19 обезбедивме заштитна опрема за сите институции и вршиме зачестена дезинфекција на јавните површини и улици. Обезбедивме достава на продукти до лицата во самоизолација преку волонтери. Во соработка со владата и јавното предпријатие за стопанисување со стамбен и деловен простор, во тек е изградба на 48 станови за социјално загрозените семејства и самохрани родители. Со оглед на добрата динамика во изградба, наредната година ќе го решиме статусот со кровна глава на 48 семејства во општината. Имаме уште низа проекти што ги планираме и ќе ги спроведеме во наредниот период. Започнување со градежни активности за изградба на градски базен. Изградба на нова филтер станица за вода за пиење и воведување на нова технологија за прочистување на водата од хидросистемот Златовица. Изградба на детска градинка во село Ерџелија. Се отвори можноста со донесување на урбанистичкиот план за село Ерџелија да пристапиме кон реализација и на оваа активност. Изградба на улица Рајко Жинзифов, крак од улица Јури Гагарин и крак од улица Стар Самуел. Изградба на улица Живко Чинго, од крак од улица Индустријска, крак од улица Блаже Конески и крак од улица Богословска. Изградба на улица Мили Поп Јорданов и крак од улица Војдан Чернодрински, крак од улица Киро Глигоров, крак од улица Сирма Војвода и крак од улица 11 октомври. Изградба на улица Гаврило Гаврилски и Михајло Апостолски. Изградба на нов објект во кој ќе биде сместена противпожарната станица и набавка на опрема за пожарникарите. Како и набавка на 2 противпожарни возила за територијалната противпожарна единица во Свети Николе и 1 теренско возило. Донесувањето на урбанистичките планови во наредниот период ќе овозможи привлекување на инвестиции од лесна и незагадувачка индустрија и отварање на нови работни места за нашите сограѓани. Во наредниот период е најавено завршување на постапката околу урбанизација на просторот кај село Амзабегово, каде треба да се градат фотоволтаични централи со моќност од 25 мегавати. Вклучувајќи и најавената инвестиција за ветерниот парк кај село Богословец, од идната година општина Свети Николе ќе биде општина каде ќе се произведува така наречена зелена енергија со најголем потенцијал во државата. Како резултат на досегашното напорно работење, општина Свети Николе ја доби наградата Global Local
за заедници најуспешни во поттикнување на претприемаштвото во средна и југоисточна Европа. Особено сме горди на оваа награда која ја доделува Меѓународниот економски форум Перспектив. Меѓународниот комитет за доделување на награди и признања Global Local и Светскиот конгрес за претприемачи Promo Global Загреб. Ова ни представува доказ дека сме на вистинскиот пат, ни обврска за подобрување на потенцијалите за инвестиции во општина Свети Николе, кои ќе значат зголемување на вработеноста и подобрување на животниот стандард на нашите граѓани. За оваа награда не сум заслужен само јас, туку целиот тим на соработници околу мене, но и вие, граѓаните, кои давате несебична поддршка на оваа локална власт во изградба на модерно и европско Свети Николе. Ви благодарам.